попова шапка спасен е чешки скијач кој се повредил при пат на една од скијачките патеки. Спасувачките екипи брзо реагирале по дојавата и со помош на санки го транспортирале до базата, каде му била укажана прва помош. Повредениот бил во стабилна состојба, но со сериозна повреда на ногата, поради што бил пренесен во болница во Тетово. Според информациите, скијачот бил дел од група туристи од Чешка кои престојуваат на шапка. Матичните лекари денеска одржаа едночасовен штрајк во знак на протест против промените во системот Мој термин. Тие тврдат дека новите измени ги усложнуваат нивните обврски и создаваат дополнителен притисок во работата. Според Сдруженијето на приватни лекари, најголем проблем представуваат новите ограничувања за закажување прегледи, што ги доведува пациентите во неизвестност. Тие бараат итни корекции и подобрување на системот за да се избегнат доцнења во здравствената заштита. Министерството за здравство најави дека е подготвено за разговори со лекарите, но засега останува на ставот дека измените се неопходни за подобра ефикасност. Од друга страна, лекарите предупредуваат дека ако нема промени, протестите ќе продолжат и во наредниот период. Пациентите денеска се соочија со кратки прекини во здравствените услуги, но лекарите уверуваат дека нема да дозволат штрајкот да влијае на итните случаи. Тие се надеваат дека властите ќе покажат разбирање и ќе изнајдат решение што ќе биде прифатливо за сите. Доналд Трамп повторно ја нападна Европската унија, тврдејќи дека таа е формирана со цел да ги измами САД. Во интервју, тој изјави дека Европа профитира на сметка на американската економија, особено преку трговските договори. Според Трамп, САД со години губат милиарди долари поради неправедни спогодби кои одговараат само на ЕУ. Трамп вети дека ќе воведе построги мерки против европските партнери за да ги заштити американските интереси. Ова не е прв пат Трамп да упати критики кон Европската унија. Тој ги оспоруваше и економската и безбедносната соработка, повикувајќи ги членките на НАТО да плаќаат повеќе за одбраната. Европските лидери засега немаат официјален одговор на неговите најнови обвинувања. Сепак, аналитичарите предупредуваат дека ваквата реторика може да ги влоши трансатлантските односи, особено во пресрет на претседателските избори во САД. Доналд Трамп изјави дека е можно воопшто да не се постигне мировен договор меѓу Русија и Украина. Според него, конфликтот би можел да се реши на друг начин, но не откри детали за својата стратегија. Тој долго време тврди дека би можел да го запре војувањето за 24 часа, но не објаснува како. Во изминатите месеци, Трамп повеќе пати ги критикуваше огромните финансиски и воени помошни пакети што САД ги испраќаат во Украина. Тој смета дека европските држави треба да преземат поголем товар во помагањето на украинската армија.